Добар ден, почнува првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Еве кои настани го одбележаа денешниот ден. Годишен италијански државјанин злоупотребил 14 годишни деца од Македонија. Кочанчанец трага по својот син. Е денешниот биланс од Крими билтенот. Штипските социјалдемократи обвинуваат македонски шуми се соочува со недостиг на дрва. Од јавното претпријатие смируваат, дрва ќе има. Од денес стартува неделата на германски филм во Штип. До петок, љубителите на филм ќе имаат можност бесплатно да погледнат германски филмски проекции. Реализирана инвестицијата за замена на старите улични светелки со нови лед светелки во општина Кочани. Инвестицијата е вредна 52 милиони денари, сопствена инвестиција на општината. Во периодот од 4 август до 19 октомври 2015 година општина Кочани спроведе еден од поважните проекти – реновирање и модернизација на системот за улично осветлување. Со него 2608 главно живини светилки во градот и делумно во селата се заменети со моментно најдобрата достапна технологија за осветлување во светот. Живините светилки од 125 вати се заменети со лед светилки со моќност од 41 ват, а оние од 250 вати со 102 вати, со што просечната осветленост е зголемена за над 50%, а намалувањето на потрошената енергија за 2,5 пати. На околу 90 столбови постоечки во центарот на градот, во трговскиот центар и на важните сообраќајници се додадени дополнителни светилки за поголема осветленост на тие места. Поставени се 150 нови лед светилки на места каде што досега немаше никакво осветлување. Животниот век на лед светилките е за повеќе пати подолг од живините, така што ако живините ги менувавме еднаш годишно, новите лед светилки имаат гаранција на 10 години. Со тоа е намален трошокот на годишното одржување на осветлувањето за повеќе од 7 пати. Со гордост можам да објавам дека во моментот на сите улици и патишта, јавни места и површини во Кочани, осветленоста е подобрена во просек за 50% и при тоа потрошувачката за електрична енергија намалена за повеќе од 60%. Некои општини се одлучија модернизацијата на нивните системи за улично осветлување да ги извршат со моделот на јавно-приватно партнерство, што всушност е еден вид на концесија за период од 12 до 15 години и што ја поскапува целокупната инвестиција. Општината Кочани се одлучи со сопствени средства да изврши модернизација на системот за улично осветлување со одложено плаќање кон извидувачите на 36 месечни рати без камата. При тоа, целата опрема е во сопственост на општината и таа во целост управува со системот за улично осветлување. За штедата во електрична енергија и собраната комунална такса за улично осветлување во целост се покриваат оваа инвестиција и веќе во 2019 година целата заштеда ќе остане на сметката на општина Кочани и со тие средства може подетално да се унапредува системот за улично осветлување со опфат на останатите населени места во општината. Овие светилки треба да ја осветлуваат нашата општина најмалку 10 години. Затоа ги замолувам сите граѓани на општина Кочани да се однесуваат со новиот, реновиран, модернизиран систем за улично осветлување како кон сопствен имот, да спречат и да пријават евентуален вандализам и да пријават кражба на електрична енергија доколку се појави од неовластени лица. Прв пат е направена техничка документација за реализираните активности, една единствена шема за тоа каде се заменети светилките со карактеристики и ефекти од замената на истите. Продолжува инфраструктурното уредување на штипските села. Денес се трасираше пат од селото Долани до манастирот Свети Илија во вкупна вредност од 100.000 евра. Продолжува инфраструктурното уредување на селата во Штипско. Денеска започна изградба на пат од Долани до манастирот Свети Илија, кој се наоѓа во природен живописен предел на височинката над селото. Посебно ми е мило што и село Долани ќе добие конечна инфраструктура која е потребна, бидејќи луѓето се враќаат овде.
Ovde има идеални услови за земјоделие, за пољоделство, сточарство, лозарство. И верувам дека младите од нашиот град кои имаат имоти овде ќе се вратат на прадедевските огништа да ги обноват куќите и да живеат овде. Во ова село асфалт жителите немаат видено никогаш. Денешниот настан во селото ги донесе и поранешните жители, кои со задоволство коментираат дека ова ќе значи препород на селото и можност за развој на руралниот туризам. Многу значи враќање на животот, враќање на можности за развој на стопанството, сточарството, меѓутоа уште повеќе враќање на една нова насока во развој на руралниот туризам, кој што многу значи. Јас мора да кажем дека веќе тука за село Долни размислуваме да направиме една етно куќа која што ќе биде во состав каде што треба да го представува целокупниот Лакавички регион животот на ова население. Изградбата на патот и улиците во селото се со средства од државата, односно Агенцијата за финансиска поддршка и рурален развој. Вкупната вредност само на овој проект изнесува околу 100.000 евра. Инаку до крајот на годината, според кажувањето на градоначалникот, ќе се работи на нови улици во Врсаково, Суво Грло и Пухче. Мал процент на данок на наплата во Делчево. До сега само 53% од физичките и 42% од правните лица го измириле својот долг по основ данок на имот. Од општините апелираат граѓаните што е можно во пократок рок да извршат наплата или да склучат договор за плаќање на рати. Во спротивно ќе се пристапи кон присилна наплата. Во Делчево процентот на наплата на данок на имот годинава е на многу пониско ниво од претходните години. Поголем дел од граѓаните не ја измириле својата обврска на време. До сега само 53% од физичките лица извршиле наплата по основ на данок на имот, а правните лица само 42%. Со процесот на децентрализација се префрлија голем број на надлежности од централно на локално ниво. Една од тие надлежности е собирањето на приходите, односно на сопствените приходи кои што го полнат буџетот на општината, а како такви сопствени приходи се приходите од даноци на имот, тоа се данок на имот, данок на наследство и подарок, данок на промет на надлежности и други даноци утврдени согласно закон. Данокот на имот представува еден од приходите кои што, така да речем, во еден поголем процент го полнат буџетот на општината. Меѓутоа, споредбено со минатата година, можам да кажам дека оваа година процентот на наплата е во помал износ во истиот период од минатата година. Од општината, поточно од одделението за финансии, апелираат до сите граѓани кои се уште не платиле, на време да го платат својот долг за данок на имот, за да не се пристапи кон присилна наплата. Со оглед на тоа што дека решенијата од општинската администрација се доставени до нивните корисници, апелирам да граѓаните редовно го плаќаат данокот на имот, за да не дојдеме до третата фаза на извршувањето, односно до третата фаза на присилна наплата на данокот на имот. Значи, решенијата се доставени, заедно со решенијата се доставени и опомени за заостанат стар долг и наред е веќе присилна наплата за да се наплати данокот на имот. Предпоставувам дека граѓаните ќе дојдат во општината, доколку пак не го добили решението, можеме да им издадеме препис од решението и можат да се договорат градоначалникот како и до сега и од сега ќе им излезе во пресрет на граѓаните да направиме договор на оние лица кои што се нели со помала финансиска моќ, за да можат на рати да го платат за останатиот долг. Доколку во рок од 20 до 30 дена граѓаните доброволно се уште не се договориле за плаќање или одолжување на рати, од општината известуваат дека после 15 ноември ќе се испраќаат решенија за присилна наплата до матичните банки. Исто така се известуваат сите правни и физички лица од општина Делчево кои не го платиле долгот по основ на комунална такса за определена фирма, тоа да го сторат најкасно до 15 декември. Во спротивно за неплатениот долг на истите ќе им бидат блокирани трансакциските и жиросметките задолжени со законска затезна камата од 0,05% за секој ден на задоцнување. Штипските социјалдемократи на денешната пресконференција со реакција до јавното предпријатие Македонски шуми смета дека предпријатието се соочува со недостиг на дрво. Од Македонски шуми пак велат дека најдоцна до 15 наредниот месец сите кои платиле ќе добијат оградно дрво.
Штипските социјалдемократи на денешната пресконференција со реакција до јавното предпријатие Македонски шуми сметаат дека Македонски шуми се соочуваат со недостиг на дрво. Граѓаните кои пред повеќе месеци имаа уплатено за дрва во јавното предпријатие Македонски шуми, истите не ги добија. До ден денес немаат никакво известување зошто огревно дрво не добија. Сега истите тие граѓани се приморани да плаќаат и до 4000 денари за 1 метар кубен огревно дрво од приватни добавувачи, што е далеку повисока цена од цената на чинење на јавното предпријатие Македонски шуми. Ова представува сериозен удар врз нивниот стандард. Нема објаснување од Македонски шуми зошто нема дрва. Од тука се наметнува сомнежот дали некој не создава недостиг на огревно дрво за да се богатат одредени приватни добавувачи. Над 5000 метри кубни огревно дрво моментално недостасуваат за граѓаните на Штип. Ветувањата од јавното предпријатие Македонски шуми дека на граѓаните кои што не добиле дрва наводно ќе им бидат вратени парите не го решава проблемот. Бараме раководството на јавното предпријатие Македонски шуми да објасни што се случи и поради што граѓаните се оставени без дрва за огрев. Од шумското предпријатие Серта од Штип вела дека иако се од најмалите предпријатија и се со ограничени количини на дрво, сепак сите граѓани ќе бидат снабдени со дрва. Македонски шуми одговорно тврдиме дека сите побарувања на огревно дрво во општина Штип ќе бидат задоволени. Имаме редовни консултации со менаџментот на Македонски шуми. Овие количини се мали, остануваат уште мал дел да бидат реализирани и да бидат донесени. Според наши проценки се надеваме дека до 15 ноември можат сите граѓани да бидат задоволени со потребите на огревно дрво од Македонски шуми. Дрвата, како јавно предпријатие, имаме наша цена, таа изнесува 2371 денар за метар просторен за буката и тоа не е наша официјална цена на Македонски шуми. Една од главните причини за недостиг на огревно дрво се и дрвократците, но со вклучување на нови мерки и стратегии и ваквиот проблем ќе се надмине, велат од Македонски шуми. Кочанчанец трага по својот син, а кривична заработи 35 годишен италијански државјанин кој сторил кривично дело прикажување на порнографски материјал на 14 годишни деца од Македонија. Тој за една година преку социјалните мрежи Skype и Facebook во повеќе наврати злоупотребил неколку деца. Следува крими билтенот на Канал Плюс. Кривично против 35 годишен италијански државјанин кој сторил продолжено кривично дело прикажување на порнографски материјал на 14 годишни деца од Македонија. Тој за една година преку социјалните мрежи Skype и Facebook во повеќе наврати злоупотребил неколку деца. На тој начин што им понудил и преку банки со брз трансфер на пари им исплатил 4307 евра. Како против услуга од децата барал да се соблекуваат голи, да се допираат по телото, да се фотографираат и така направените фотографии и видеоклипови да му ги испраќаат. Пријавениот преку интернет апликации на децата им го покажувал своето голо тело и од истите барал и тие да се соблекуваат голи, при што вршил задоволување на полови страсти. Поради сомнение дека пријавениот го креирал Facebook профилот, ги злоупотребил децата за изработка и за порнографски представи. По наредба од Основен суд, извршен е претрез во домовите каде живеат децата, при што се пронајдени предмети, компјутери и мобилни телефони, преку која е остварена интернет комуникацијата. Истите се одземени и е извршено вештачење. Социјалните мрежи, Skype и Facebook и понатаму остануваат закана за децата. Од секторот за внатрешни работи апелираат родителите да вршат контрола врз своите малолетни деца кога тие се на социјалните мрежи. Додека во Кочани 64 годишниот кочанчанец РН пријавил дека од 24 октомври од домот во непознат правец се оддалечил неговиот син НН 39 години. Полицијата превзема мерки за пронаѓање на лицето.
Македонија започна кампања за подигнување на јавната свест за климатските промени. Кампањата, која се реализира 5 викенди под мотото "Климата се менува, од нас зависи", опфаќа млади луѓе на возраст меѓу 10 и 17 години во 10 општини, каде што се спроведува проектот. По студеничен и викендов караванот ги посети општините Пехчево, Делчево и Виница. Проектот на УСАИД за општински стратегии за климатските промени, спроведуван од Миле ЕУ Контакт Македонија, започна кампања за подигнување на јавната свест за климатските промени. Кампањата, која се реализира за време на 5 викенди под мотото "Климата се менува, од нас зависи", таргетира млади луѓе на возраст меѓу 10 и 17 години во 10 општини каде што се спроведува проектот. По студеничен и викендов караванот ги посети општините Пехчево, Делчево и Виница. Младите преку едукација и забава на овие интерактивни настани ќе научат за основите на климатските промени и како да се справиме со нив на локално ниво, изјави Радмила Славкова, лице за комуникации при Милеу Контакт Македонија. Двочасовните настани се предводени од популарните Жарко Димитровски, автор и продуцент на емисијата 1 на 1, и Бранко Огњановски, поранешен член на К15, познат како Миле Паника. Преку интерактивен пристап, комбинирајќи елементи на едукација и забава, водителите покренуваат интерес кај младата публика да земе активно учество во иновативните игри и лекции на тема климатски промени. Ќе одиме низ Македонија за да ја пренесеме пораката дека буквално од нас зависи, дека секој, колку е да е мал, колку е да е голем, може да направи нешто за климата и за спасување на нашата планета, изјави Жарко Димитровски, водител. Она што е посебно интересно за помладите генерации е можноста одблизу да се запознаат со единствената едукативна училница на тркала или така наречен зелен камион. Камионот е уникатен во делот на негово снабдување со целокупна енергија, кое што земат сончеви панели, кои што се дел од камионот, и со тоа даваме уште една порака дека се залагаме за намалување на штетните гасови, додаде Славкова. Кампањата ќе трае до 14 ноември, а во следните 3 викенди едукативни предавања ќе има и во општините Богданци, Кривогаштани, Прилеп, Боговиње, Маврово, Ростуша и Тејарце. Почнувајќи од денес до петок, љубителите на филм ќе имаат можност да ги погледнат најдобрите филмски остварувања од Германија. Имено по 7 пат ќе се одржи неделата на германски филм во мултимедијалниот центар на Угада. Влезот за сите филмови ќе биде бесплатен. Од денес па се до петок во мултимедијалниот центар на Угада ќе се одржува недела на германски филм. Веќе традиционално неделата на германски филм е одлична можност да се видат најдобрите филмски остварувања од Германија. Влезот за сите филмови е бесплатен. Проекциите се закажани во 20 часот, освен во четврток, кога на репертоарот ќе се најдат 2 детски филма кои ќе се прикажуваат во 17 и во 19 часот. Неделата на германски филм, која годинава ќе се одржи по 7 пат, е резултат на одличната соработка со амбасадата на Сојузна Република Германија во Република Македонија и Прокредит банка како организатори на овој филмски фестивал, кој се одржува во Скопје, а дел од програмата се прикажува и во Штип. Имено денес со почеток во 20 часот ќе се прикаже криминалниот филм Роден во болка. Утре во истиот термин љубителите на филм ќе имаат можност да ја погледнат драмата Феникс. Во среда ќе се прикажува трилерот Хакери, додека четврток е наменет за помалите, односно ќе се одиграат 2 детски филма. Едниот со почеток од 17 часот насловен Лола на грашокот, а вториот детски филм Спасете го Рафи ќе започне во 19 часот. Последниот ден пак е наменет за повеќе смеа, односно со комедијата 300 збора германски кој ќе започне да се емитува во 20 часот, ќе се заокружи овогодишното 7-мо издание на неделата на германски филм. Православните христијани денес попладне започнуваат да го одбележуваат денот посветен на Света Петка. Во Штип по повод овој значаен ден за христијанството ќе се служи вечерна богослужба, со која ќе чиночалствува митрополитот Брегалнички господин Иларион. Со почеток во 17 часот во храмот Свети Климент Охридски во населба Сењак во Штип, каде се наоѓа параклисот Крстилна посветен на преподобната Параскева Света Петка, ќе се случи празечна вечерна богослужба со која ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички господин Иларион. Во незиното житие стои дека таа живеела во 11 век и дека преподобната Параскева Света Петка не била како останатите светители кои загинале маченички. Доброволно се предала на пустинскиот живот посветен на Исус Христос се додека Бог не и наложил да се врати меѓу народот, каде и се упокоила.
Не се знаело каде бил незиниот гроб, се додека пустинскиот и самотен живот си го засакала и по стапките на Христа, твојот младоженец, ревносно си тргнала, а благиот негов јарем во младоста си го зела, со крстот си се вооружила против враговите на душата, со пост, молитви и капки од солзи си го гасила огинот на страстите многославна Параскева. И сега, во небесните дворови, стоејќи пред Христа со мудрите девојки, моли се за нас кои го почитуваме Твојот спомен. Амин. Чуда поврзани со молитви упатени до преподобната Параскева Света Петка се случуваат и во денешно време, истакнува отец Николче Ѓорѓев. Пронаѓањето на незините мошти се случуваат на чуден начин, кога биват откриени во гроб каде што бил на незинот гроб бил погребан некој мртов морнар. И по насон им се сонило на верниците да го откопат замрисаното тело и копајќи го, тогаш ја пронашле светата преподобна мајка Параскева и врз нејзините мошти се случувале безброј чуда преку молитвите на верниците, преку молитвите на свештениците, на епископите се случуваат преку нејзините молитви и чуда, се излекуваат болни, добиваат радости. Утре изутрена со почеток во 8 часот ќе се служи света божествена литургија, пошто ќе се изврши водосвет и ќе се пресече славскиот колач. Православните христијани го одбележуваат денот посветен на преподобна Параскева Света Петка, веднаш по одбележувањето на денот на светата великомаченичка Злата Меглинска, светителка маченичка од времето на турското владење во Македонија. Родена е во селото Слатина во Мегленската област и е пример за саможртва за својата вера. Светата новомаченица Злата Мегленска набргу по загинувањето после тешки измачувања бидејќи не сакала да се потурчи, била сметена за светица и со незиното име биле поврзани некои свети места во близината на селото Слатина. Канадски брод кој се користел за наблюдување китови со 27 патници на него потона во близина на брегот на Британската Колумбија во Канада. Во недела при што загинаа 5 лица, а едно се води за исчезнато, соопштија спасувачите. 21 лице се спасени во спасувачката акција, која траеше до доцна во ноќта, изјави Мелиса Кај, потпорал на Сдруженијето Спасувачки центар. Воен хеликоптер за спасување и авион беа испратени да летаат над водите над брегот кај Тофино, откако бродот испратил сигнал за помош околу 17 часот по локално време. Уште неколку бродови на крајбрежната стража беа вклучени во спасувачката мисија на брегот на островот Ванкувер. 18 луѓе се пренесени во болницата во Тофино, а тројца во други медицински центри на островот. Сите се во стабилна состојба, а некои се веќе пуштени и дома. Директните летови меѓу Украина и Русија од вчера во целост се прекинати. Одлуката била донесена по влошувањето на односите меѓу двете земји поради судирите меѓу проруските бунтовници и украинските сили за безбедност на истокот на земјата. Околу 100.000 патници секој месец патуваа на релација Киев-Москва и обратно. Џими Моралес, поранешниот телевизиски комичар кој нема никакво политичко искуство на раководни позиции, победи на председателските избори во Гватемала по корупцијскиот скандал во кој се најдоа властите на оваа централноамериканска држава. Овој 46 годишен комичар освои 69% од гласовите, победувајќи ја Сандра Торес, супругата на поранешниот председател. Гласачите имаа голема одбивност кон гватемалската политичка елита, како и кон корупцијата за која сметаат дека длабоко навлезена во политичкиот живот на оваа држава. Најмалку 52 лица загинаа во земјотрес што денеска го погоди Пакистан со јачина од 7,5 степени според Рихтеровата скала, а се почувствувал во североисточниот Афганистан, Пакистан, Северна Индија, Непал и Таџикистан. Француски медиуми јавуваат за стотина повредени лица во долината Сват, повикувајќи се на податоци од локална болница. Земјотресот е регистриран на длабочина од 196 км со епицентар на 82 км југоисточно од градот Фейзабад, оддалечен регион на Афганистан во планините Хиндукуш. Физички пресметки меѓу полицијата и опозицијата, предводено од Демократскиот фронт кој бара оставка на премиерот Мило Ѓуѓановиќ, беа регистрирани на повеќе локации во центарот на Црногорската престолнина. Покрај тоа полицијата го приведе и Андрија Мандик, еден од лидерите на Демократскиот фронт. Двете страни, како што пренесуваат црногорските и српските медиуми, меѓусебно се обвинуваат за насилство и за прекумерена употреба на сила. Црногорските власти соопштуваат дека во безредие се повредени 15 полицајци и 24 демонстранти.
Опозицијата бара оставка на владата на Ѓукјановиќ, која пак тврди дека постапките на Демократскиот фронт се антиевропски и против црногорските евроинтеграции. Дарко Пешовски е јунакот кој што на Делчевска Брегалница и донесе победа по подолга пауза во рамки на 9-то коло од третата фудбалска лига Исток. Брегалница во ова коло гостуваше во Штип кај тимот на Баби, екипа која што ја совлада со 1:0. Со оваа победа Брегалница сега има 14 поени. 9-то коло беше коло кое покажа дека до последното коло од есенскиот дел на сезоната нема да се знае кој ќе преземи на челната позиција. Победи забележаа екипите од врвот, а најубедливата ја забележа екипата на Беласица која со високи 6:0 го совлада тимот на Слога од Виница. Висока победа забележи и Плачковица на гостувањето кај Саса од Македонска Каменица, совладувајќи оваа екипа со 4:0. Сепак највисоката победа во 9-то коло ја забележа тимот на Напредок Здравје, кои што го совладаа тимот на Карбинци со 9:0. Во последните два надпревари Академија Пандев го совлада тимот на Осогово со 3:0, додека Работник на домашен терен загуби од тимот на Овчеполе со 0:1. По 5 дена вчера заврши 41-то Балканско првенство во пинг-понг, каде за прв пат домаќин беше градот Штип, а надпреварите се играа во спортскиот центар Јордан Мијалков. Иако не постигнаа добри резултати, сепак младите пинг-понгари на македонската репрезентација и во машка и во женска конкуренција покажаа одлична игра. Репрезентацијата на Романија во машка и женска конкуренција се балкански шампиони во пинг-понг, во машка второ место освои Србија, а трето место Турција. Во женска пак второ место Босна и Херцеговина и трето Србија. Нашата репрезентација во машка конкуренција го освои 6-то место, додека пак во женска заврши на 8-та позиција. Финалните надпревари се одиграа вчера, а свечено беа доделени и медалите. Ова беше се во првиот дневник на Канал Плюс. Останете со нашата програма на редното информативно издание во 20 часот. Пријатен ден!